Почитувани ви благодарам за присуството. Во однос на публикуваниот отчет за работа за изминатата година на власт, нашиот став е дека во 6-та година од владењето, политиките спроведувани од оваа политичка структура и на внатрешен и на надворешен план представуваат само континуитет на лошите политики кои беа спроведувани 5 години пред отчетот. Кој е реалниот резултат во клучните области по повеќе од половина деценија на власт? Од 5 набројани стратешки приоритети на владата во отчетот, економски развој, зголемување на вработеност, интегрирање во ЕУ и НАТО, борба против криминал и корупција, длабоки реформи во судство и јавна администрација и вложување во информатичко општество и поддршка за земјоделието, само за последниот приоритет можеме да отвориме дебата. Додека за првите 4 е јасно дека не можат да добијат преодна оценка по ниеден критериум во земја која е рекордер по индексот на мизерија, во која има политички затвореници и која има најдолг стаж на чекање за влез по НАТО во историјата на таа организација. Во однос на процесот на македонските евроинтеграции, независно од јавната реторика на највисоките функционери кои во последно време се менува зависно од домашниот приоритет за додворување кон електоратот, изјавите и интервјуата на првиот човек на владата прилично прецизно го дефинираат ставот и позицијата на земјата во однос на оваа формална стратешка определба. Имено во интервјуто за Државната агенција пред 2 месеци премиерот децидно рече дека НАТО води непринципијална политика на двојни стандарди, исто како и најмоќните членки во таа организација Америка, Германија и Франција. До денес не е забележан пример на земја која станала членка на Алијансата без поддршката на овие 3 држави. Во овој момент Македонија нема ниту еден стратешки партнер кој може да ни помогне во евроатлантските интеграции. И тие неколку што ги имавме до Букурешт и во Букурешт, повеќе не се зад нас. А Турција во оваа смисла не може многу да ни помогне, затоа што и самата е делумно интегрирана во истите овие организации. Во однос на интеграциите, политичката позиција на сите наши соседи, со исклучок на Косово, кое самото е на половина пат кон заокружување на сопствената независност, значи нивната политичка позиција денес е поблиска до позициите на Грција, отколку до нашите, а дел од нив дури најавуваат и нови блокади доколку некои билатерални прашања не бидат решени во меѓувреме. Што прави македонската страна на регионален план? Од некогашен лидер во регионалните иницијативи, денес сме сведоци на симптоматично враќање во историјата. Имено изгледа како одново да ја поддржуваме политиката на еквидистанца од 990-тите, кога таа имаше некаква смисла заради историското искуство со нашите соседи кои обструираа македонската независност. Но денес нашето комплетно дистанцирање од регионот и форсирање на врските со Сингапур и Хонг Конг е само покритие за бегање од суштинска регионална соработка, особено во сферата на економијата. Пред пристапниот диалог на високо ниво со Европската Унија е далеку од преговори за членство. Практично станува збор за технички разговори, со кои вечниот кандидат треба да се држи во кондиција, додека еден убав ден не добие датум за преговори. За клучниот проблем, кој ги кочи интеграциите, не постои никаква суштинска активност. Главна причина за ова според нас е нејасниот став на државниот врв, дали да учествува во реални преговори кај Нимиц, или и понатаму да ја користи Хашката пресуда, чија употреба во изминатава 1 година не произведе апсолутно никаков позитивен политички ефект. Во однос на нужноста од градење на заедничка државна позиција за името, неодамна чувме децидна изјава на премиерот дека тој нема намера да влегува во такви разговори со актуелните лидери на опозицијата. Тоа по дефиниција ја слабе преговарачката позиција на земјата. За промоција и заштита на интересите на државата и по устав и по закон треба да се грижат и највисоките дипломатско-конзуларни представници. Како што македонската јавност имаше прилика да види,
неодамна, но и во изминативе години, поради квалитетот на персоналните решенија во оваа област, македонската дипломатија нема капацитет да се грижи за националните и државните интереси надвор од нашите граници. Зачудува што во целиот отчет нема ниту збор за општата безбедносна ситуација во земјава, ако знаеме дека во изминативе месеци имавме долга серија на меѓуетнички конфликти, протести и инциденти и за прв пат во независна Македонија 5-кратно убиство од позиции на исламски радикализам, барем според официјалните соопштенија. Впрочем, за вистинските цели на отчетот, како и за политичката волја за реформи, најдобро зборува коментарот на висок функционер од Министерството за одбрана, кој е даден на страна 179.3 во самиот отчет. Ако не сте го виделе, да споменам, станува збор за измените во Законот за класифицирани информации во тој дел, кој стои под графата ветено остварено, каде што човекот кој е означен со иницијали ЕД од тоа министерство вели не знам зошто го ставиле, измените беа чисто усогласување со други закони. Благодарам.